Струмица во наредните 5 дена ќе биде домаќин на млади музичари на класичната музика. Во Центарот за култура Антон Панов се одржува летен музички камп на дувачки инструменти. Иминентни музички професори ќе држат часови за повеќе дувачки инструменти, флейта, хорна и труба. Стартот на овој летен камп синоќа беше означен со концерт. Не почнавме од Струмица, ние почнавме од Дојран, и тоа основата беше со трубата и хорната. И ние се изненадивме, навистина добивме еден голем ентузијазам кај нас, бидејќи се пријавија доста кандидати минатата година. Деца кои што нема образование, кои што дојде од поранешните простори, кои нема образование во тој контекст, во тој смер на нашите инструменти, и кога почнавме да изведуваме наставата, тогаш подршка имавме од градоначалникот на Дојран, господинот Глигор Чабулев. Работевме под едни услови, партизански услови, меѓутоа навистина си поминавме супер и завршниот концерт кога имавме многу посетители. Не сакавме многу да се експанзираме со телевизија и со сите други работи, меѓутоа навистина направивме еден прекрасен почеток. Директорот на Центарот за култура Иван Јовев вели дека Струмица не случајно била избрана за овој летен камп како расадник на музички таленти. Затоа упати апел до сите млади музичари да бидат дел од овој камп во наредните 5 дена, за да го спогатат своето музичко знаење. Ова е еден апел до сите наши музичари кои што сакаат своето образование, барем малце повеќе да го подигнат на ниво, а ние како организација ќе се потрудиме да еминентни професори дојдат во Струмица и им го покажат нивното знаење кој што ќе им послужи во понатамошниот нивен, како да кажам, професионален ангажман. Организаторите велат дека овој летен музички камп ќе стане традиционален, бидејќи аплицирале за финансиска помош од Министерството за култура. Имено сите кои уживаат во класичната музика, секоја вечер до 26 август ќе се одржуваат концерти во различни делови на градот.